Благодарам, колега Џафери. Колешке Стојнова, продолжението на расправата за разрешување на јавниот обвинител Марко Зврлевски не е ништо друго, туку само лечење на болните фрустрации на Заев и желбата за освета на обвинителот против кој Зоран Заев цело време зборуваше и против кој Зоран Заев ја даде неговата втора изјава од како стана премиер на оваа држава. И покрај тоа што сме свесни дека членот 8а од изборниот закон е јасен и во овој период кога се распишани изборите ниту може да се разрешуваат функционери, ниту пак да биде именуван нов јавен обвинител, ние и понатаму продолжуваме со оваа безпредметна расправа. Со ова се покажува и уште нешто друго. Се покажува за самоволието и за практицирањето на власта од страна на СДСМ. На овој начин Социјалдемократскиот сојуз покажува дека ќе работи како што сака, а нема да работи согласно Уставот и законите на Република Македонија. Во овој момент, колешке Стојнова, имаме многу поважни работи за кои што треба да дискутираме. Во Република Македонија имаме пожари, речиси низ целата територија. Во Република Македонија имаме потреба да разговараме за националната стратегија за интеграција на бегалци и странци. Со оваа национална стратегија е опфатена и општина Неготино, покрај општините Куманово, Гевгелија, Струмица, Кумановско, Черкези, Табановце, Петровец, Катланово. Колешке Стојнова, дали сте информирани дека некаде пред 2 години Европската унија инсистираше во Република Македонија токму во овие општини да бидат згрижени околу 6000 семејства или некаде околу 30.000 бегалци. Но тогашната владата предводена од ВМРО ДПМН, не дозволи згрижување на бегалци на територијата на Република Македонија. Како Неготино ќе се справи со ова? И дали општина Неготино има финансиска можност и капацитет да згрижи бегалци? И каков е ставот на вашите сограѓани? Ќе ми кажете во вашата контрареплика. Ако Никола Груевски во 2014 година, кога повторно ја продолжи да ја практицира власта, првиот проект кој што беше еднократен отпис на долгови. Со ова почитувана колешке беа отпишани, односно беа одобрени 4670 барања на семејства од социјален ризик, односно над 7 милиони евра беа наменети за покривање на трошоци на семејства од социјален ризик. А првиот проект кој што Зоран Заев го направи кога дојде на власт е барањето на оставка од Марко Зврлевски. Зошто? Затоа што тој е исплашен од сите предмети кои што се водат против него. Благодарам.